Се враќаме назад во овој отворен блок во студиото, а на наше задоволство гостин е Даријан Сотировски, кој што е директор на Комисијата за односи меѓу верските заедници. И она што е неминовно, со оглед на тоа што колку време веќе од кога се јави информацијата, нели дека поглаварот на Римо-католичката црква доаѓа во Македонија, утре е тој ден, доаѓа по посетата во Бугарија, што ќе му дојде како да го продолжил патот, нели, кон Македонија, но она што е интересно е дека доаѓа при одбележувањето на 25 години дипломатски односи меѓу Македонија и Ватикан. Дали она што го има зацртано како агенда во Бугарија и пресликано и во Македонија, или што може да се очекува? Ви благодарам најпрво за поканата и за можноста, вака непосредно пред посетата на папата, да подискутираме и вака да третираме неколку значајни прашања во тој контекст. Папата има долг пат. Имено секој следен папа, секој понтификат е продолжение на патот на претходникот, така да Македонија е дел од тој таймлайн кај што поминува овој поглавар. Сметам дека секоја држава има своја уникатност и таа можеби некогаш се мери во големи размери, некогаш во ситници, но сигурно дека секоја посета ќе биде сама по себе важна, уникатна и значајна. Мислам дека посетата во Бугарија и посетата тука кај нас може да се компарираат, бидејќи се работи за две балкански држави, но дека секоја ќе донесе еден посебен призвук, посебни пораки, да речам и придобивки на среден и на долг рок. Да, пред да продолжиме со разговорот и секако анализа на она што не очекува всушност утре историската посета на папата Франциск, најпрво тука да погледнеме прилог на колешката Елена Милушевска. Таа денеска ги следеше оние информации целокупни кои што пристигнаа во пресред на што треба да знаат граѓаните на еден начин. Ги слушаме, па се враќаме и продолжуваме со разговорот во студиото. Полицијата ќе го обезбедува Скопје повеќе од 10 часа, а граѓаните ќе можат слободно да се движат само во строгиот центар. Ова се дел од правилата кои мора да се почитуваат при посетата на папата. Сите оние кои живеат или работат на и околу плоштадот Македонија ќе може да поминат низ 7 од 8 влезови само со лична карта или пасош без превозно средство. Сообраќајот ќе биде пренасочен на сообраќајниците околу центарот во Скопје. Властите замолуваат за трпеливост и апелираат да се користи јавниот превоз и железничкиот сообраќај кои ќе бидат бесплатни. Посебни сообраќајни правила ќе има и до меѓународниот аеродром. Улица 11 октомври, од крстосницата со булевар Кочарацин до крстосницата со улицата Димитрија Чуповски, улица Даме Груев, улица Македонија, улица Васил Главинов, улица Филип II Македонски, улица Свети Климент Охридски, односно Адвокатска, и улица Илјо Војвода. Сообраќајот ќе биде затворен и на булеварот Мајка Тереза, поранешна Водњанска, во временскиот интервал од 8:15 часот до 10:15 часот и во попладневните часови. Апелираме сите кои ја користат оваа сообраќајница тоа да го направат до 8 часот. Сообраќајници по кои ќе биде дозволено непречено одвивање на сообраќајот за време на посетата на папата се следните: булевар Кочарацин, улица 11 октомври, од крстосницата со булевар Кочарацин до крстосницата со улица Борис Трајковски, улица Свети Кирил и Методи, булевар Свети Климент Охридски, булевар Партизански одреди, улица Самуилова и булевар Гоце Делчев. Од 5 часот до 19 часот и автобусите ќе се движат по изменети траси, информираат од ЈСП. Поголем дел од линиите ќе имаат изменет режим на сообраќање, ќе возат по изменети траси од вообичаените, а линиите 3, 3Б, 4А, 25 и 35 воопшто нема да сообраќаат. Нема да работат билетарниците ниту жичарницата на средно водно. Согласно безбедносните мерки во општина Центар привремено ќе бидат отстранети контејнерите, а на плоштадот освен поставените огради со бело платно покриени се и објектите кои се во изградба. Ролетните на прозорците од околните живеалишта исто така мора да бидат спуштени.
Мисата не смее да се следи од балкон, ниту да се носи и фрла цвеќе додека поминува Светиот Отец. Ако заврне, не смее да отворите ниту чадор. Се очекува мисата да ја следат околу 15.000 посетители од земјава и странство. Папата ќе се обрати на италијански јазик, а превод ќе има само во вилата на председателот Иванов. Во меѓувреме, во собрание беше промовирана поштенската марка, прва посета на папа во Република Северна Македонија. Да, Даријан, слушнавме многу информации, дел по дел ќе ги анализираме, меѓутоа така ќе биде кај нас. Само кратко ќе се вратиме на моментот со Бугарија, вчерашната посета на папата Франциск. Имаше еден момент што би сакала и да го прокоментираме, односно челниците на БПЦ, Бугарската православна црква, одбија да се сретнат, ако може така да се каже, или да му дадат некаков вид на почит на папата Франциск. Тоа го направи само државниот врв. Зошто? Не видите, јас навистина сме зафатени овие денови. Не следите целосно? Не обрнав доволно внимание колку што заслужува таква средба во соседството, но успеав преку медиумите да видам дека сепак се случила средба на синодот на Бугарската православна црква со папата Франциск. Имаше меѓусебно читање на пораки од патриархот Неофит и од папата Франциск, така да во одредена мера имало интеракција, што е за поздравување и радува. Немало можеби заедничка молитва, можеби немало миса, како што ќе има тука во центарот на Софија, но сепак не било без ова што е разумно очекување комуницирање меѓу двата поглавари на Бугарската црква и на Католичката црква. Да. Добро. Со оглед на тоа што е во прилогот, како што можевме да видиме, што се ќе биде блокирано, па кој каде ќе треба да се движи и слично, тие подготовки траат веќе една недела, мислам. Се коригираат некои работи во градот. Она што ме интересира за една ваква подготовка за пречек на поглаварот на Римо-католичката црква, веројатно, ајде малку за сцената постои или нешто во смисла на македонски тим се испраќа во Ватикан или не знам, па се разговара како и да тие припреми. Претпоставувам дека е формализиран протокол некој. Така е. Посетата се спрема многу пред да се обзнани пред македонската јавност. Најпрво на неформално ниво, едно неформално тело на представници на различни државни институции беа вклучени во тоа, потоа се формализираше со владина одлука. Господинот Виктор Димовски го председава нашето координативно тело за целокупната организација. Покажа неговото искуство, беше клучно, но покажа и големи капацитети како човек да успешно ја организира целата ова работа. Јас сум горд што бев дел од тоа тело. Мислам дека успешно работевме, да се разбира. Македонија нема од своето минато вакво искуство на организирање на вака значаен настан. Нема во медиумската сфера, нема во политичкиот дел, нема ниту во безбедносниот дел, и ова е едно големо искуство за нашите институции, но и за нашите граѓани, па и за нашите медиуми. Затоа на неколку пати различни сегменти од организацијата, делегации соодветни испратија во Ватикан да ги видиме различните делови во таа организација, да го прибереме соодветното искуство и да го имплементираме на најдобар можен начин тука. И сега подготвени сме? Апсолутно сме подготвени. Не, за да не се чудат граѓаните од каде сите тие подготовки него. Ми дојде уште едно прашање кое што ми интересира. Лично ќе си дозволам да го поставам. Како се кани папата да дојде во Македонија? Сигурно тоа не се прави преку мејл или преку телефон. Така е, видете, доаѓањето на папата е производ на една успешна дипломатска активност на многу политички влади, на многу претседатели на нашата држава, на многу влади и на многу директори на комисијата, но се разбира и производ на трудот, посветеноста и работењето на Католичката црква во Македонија. Воздигнувањето на нашиот бискуп и екзарх до пред известно време, сега веќе епарх на Струмичко-Скопската епархија, неговата екселенција, нашиот бискуп Киро Стојанов, вродуваат со плод на долг рок, и тоа се испостави како факт и овој пат. Успешната комуникација, надминување на било каква бариера
и покажувањето на ширина дека може да се соработува на кабинетите на премиерот и претседателот, исто така вродија со плод. Ние за релативно кратко време успеавме да ги усогласиме сите можни детали, да ги издигнеме нашите протоколи и за безбедност, и за протокол, и за било што друго во организацијата и да бидеме веројатно најспремната држава да пречека вака висок гостин и мислам дека утрешниот ден од церемонијата до организацијата до реализацијата ќе биде за гордост на нашата држава и на сите наши институции. Инаку папата се кани секој пат кога некој наш висок државник има непосредна средба со него, нашиот амбасадор во Ватикан, исто така при секоја можна средба инсистира, укажува на желбата, на значењето доколку бидеме удостоени со таква чест. И се разбира, вие знаете дека секој 24 мај наша државна црковна делегација оди во Ватикан и има прием, има чест да има прием кај папата и секогаш укажува на значењето и на радоста доколку биде позитивно одговорено на нашите покани. Да, но во јавноста и тоа како нели се толкува дека освен ова не случајно е и периодот можеби така се поклопува на нашата земја, стремежите кои што ги имаме, па всушност и мотото под кое што доаѓа папата Франциск кај нас е некако не случајно во однос на охрабрувачка порака на нашите цели. Така е. Папата доаѓа во услови во кои нашата држава се етаблира позабрзано во меѓународните институции, организации, поточно да кажеме. И сигурно дека е еден сериозен инпут во тој пат, кој што Македонија мора да го оди цврсто, одважно, уште поуверено и попосветено кон тој реформски пат кој што институциите мора да го забрзаат и така натаму. Сигурно дека ова е значајна посета во тој контекст, но ова е посета која што и воопшто гледано, да не гледаме толку тесно, е значајна бидејќи значи дека оваа држава успева во светско ниво, но и на европско тло да се веќе истакне како сериозен партнер на другите држави, како држава која што уме и знае да премости проблеми, како држава која што се бори за општото добро на своите граѓани, но и многу важно, е еден конструктивен партнер на меѓународната заедница и на нашите соседи на Балканот, кон овозможување благосостојба на граѓаните, како една универзална човекова придобивка, бидејќи оваа држава има кроток народ, и мора да има и посветени институции кон обезбедување на таква една посигурна, посветла иднина за сите луѓе воопшто гледано. Добро, за ставање на Македонија на таа мапа на успешни приказни, нескромно може да се каже дека беше клучен и Преспанскиот договор. После Преспанскиот договор се промени многу реториката, особено што Македонија и Грција ги имаат многу подобрено односите, но да не навлегуваме во политика, ние ќе ги отвараме веќе телефонските броеви, можете да се јавите и се она што вам лично ве интересира да го прашате конкретно нашиот гостин Даријан Сотировски. Она што е неминовно секогаш кога доаѓа еден таков висок представник на парелигиска заедница, нека биде, се знае литургијата однапред или не се знае? Тоа го спремаат, го подготвуваат во Ватикан и овде доаѓаат само да знаеме што е оно што ќе може да го слушнеме. Во црквата, колку што јас знам, сепак не сум теолог, но би си дозволил лаички да одговорам на ова прашање. Секоја литургија се знае како однапред предвидена барем во православната црква, за која што сум како традиција повеќе информиран, е однапред напишана од светите отци на црквата, тоа се големите учители на црквата од минатите времиња. Слично и во католичката црква. Овој пат ќе биде делен молитвеник на сите присутни на плоштадот, каде што има краток историјат за католичката црква, за папата, како еден осврт за запознавање, едно нужно запознавање на сите присутни, но их има литургиски дел, кој што е со песни, со чинови од литургијата, каде што, знаете, во црквата секоја литургија, или тука миса, има една интеракција помеѓу оној што служи, во случајов папата ќе ја чиноначалствува таа служба,
и верниот народ кој што е присутен на таа служба. Затоа што литургијата не е служење еднострано, туку постојана интеракција меѓу верниците и оној кој што го предводи тој свет чин. Така да и тука литургијата ќе биде нешто слично, направено е убаво сценарио за литургијата, по тоа што можев да го видам. Ќе бидат искористени повеќе јазици за да се принесат молитви кон Бог од собраниот народ и од папата. Мислам дека ќе биде убаво дури за оние кои што не се од католичка вероисповед, бидејќи се работи пред се за еден културен настан, кој што е убав и значаен да се присуствува на него. Впрочем, така е секаде во свет каде што... Апсолутно, ние треба да гледаме многу пошироко на овие работи. Јас сум сведок и свесен дека има луѓе кои што имаат скептицизам по однос на ова, но сепак нашата православна вера не може никој да ја загрози, посебно што кога си православен ти си посветен на Христос, а Христос е глава на едната црква во светот. Ете повторно лаички да си дозволам да толкувам работи што како правник веројатно не ми се соодветни да ги зборувам, но сакам да апелирам на разбирање кај луѓето за овие работи. Ова се сепак важни мигови, особено на оние кои што се католици во нашата држава. Тие не се со голема бројка, но убеден сум и уверен сум дека овие денови ги чекаат со голема радост и со чисто срце. И ние должиме почит кон нашите сограѓани. Апропо, Даријан, ова што сега го споменавме, очекувате дека таа некоја бројка од 15.000 граѓани што деновиве се калкулира ќе биде достигната и дали може би еве чисто информативно имате некакви податоци колку граѓани од странство или може би од соседството би дошле? Така, таа бројка е веќе исполнета и тоа неформално веќе е потврдено и од страна на владата. Утрово имавме завршно заседавање на координативното тело. Тие бројки како таргет се постигнати, сите влезници практично што биле испечатени, тие нели бесплатно се делеа на повеќе начини, се поделени. Радува заинтересираноста, да таа не е само од дома, туку има и гости од Балканот и од некои пошироко подалечни држави, доаѓаат млади, доаѓаат и луѓе од секаква возраст, секаков етникум и секаква вера да присуствуваат на овој настан, да е исполнет плоштадот до последно место. Да, предлагам тука пред крај да го погледнеме чисто како дополнителни информации што се важни за граѓаните, прилогот на колишката Андреја Чобанова, која што пак ги сумираше оние информации во однос на клиниките и пристапот до нив на оние граѓани кои што ќе имаат потреба, па се враќаме назад во студиото со заклучни поенти од разговорот. Поради посетата на папата Франциск, сите граѓани на место на клиничкиот центар Мајка Тереза да ги користат здравствените услуги од градската општа болница 8 септември и универзитетската клиника Свети Наум Охридски, кои ќе работат со полн капацитет, апелираше државниот секретар во Министерството за здравство Владимир Милошев. Во клиничкиот центар Мајка Тереза услуги ќе се даваат само во клиниката за детски болести и гинекологија, посочи Милошев. Апелираме до сите граѓани кои што во секој временски интервал ќе имаат потреба од медицинска услуга, а со цел побрзо да ја добијат истата, да се упатуваат во градската општа болница 8 септември и универзитетската клиника Свети Наум Охридски. Истовремено, универзитетската клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски во центарот на Скопје ќе биде постојано достапна за граѓаните кои што ќе имаат потреба од каква било здравствена услуга од следниве области: општа и дигестивна хирургија, трауматологија, ортопедија, реанимација и интензивно лекување, урологија и неврохирургија. Овие две големи јавноздравствени установи, 8 септември и Свети Наум Охридски, утре ќе работат со полн капацитет и целосна мобилност со цел да одговорат на потребите на граѓаните.
Клиничкиот центар останува отворен, што значи дека сите граѓани со итни потреби до кои нема да стигне апелот за користење на болниците Свети Наум Охридски 8 септември и кои сепак ќе се упатат кон клинички, ќе бидат прифатени и ќе добијат интервенција. Поради посебниот режим за сообраќај ќе биде забранет влезот во комплексот клинички центар, освен за возилата на итна помош. Од Министерството за здравство информираа дека поради посебните протоколи поврзани со посетата на папата, сите редовни прегледи на клиниките во клиничкиот центар кои граѓаните ги имаат закажани во рамките на мој термин ќе бидат презакажени во најбрз можен рок во деновите почнувајќи од 8 мај. Да, тоа беа информациите од колешката Андреа Чобанова и Даријан исто така пред крај да се надоврземе сега кога ќе слушнеме што се утре ќе ни порача папата Франциск. Меѓутоа исто така кога се земе во обзир она што вчера беа испратени дел од неговите пораки во соседна Бугарија, богами кај нас предизвика многу реакции на социјалните мрежи. Таа негова отвореност, односно повикување во однос на бегалскиот бран, односно мигрантите за слободен проток да се отворат вратите како што вели на сите земји, односно границите. Е сега малку најде кај нас на делот некои жестоки реакции, зашто такви пораки се испраќаат. Има ли воопшто поента да Па јас ќе се обидам да отворам една друга перспектива на неговите излагања во тој контекст, кој што за многу граѓани е спорен и се надевам дека тоа ќе ги покаже вистинските параметри за она што е вистинска состојба. Видете, папата секогаш повикува да престанат војните на тие кризни, традиционално кризни жаришта на Блискиот Исток и секаде во светот. Кога еден човек повикува да престанат војните, борбите, постојани за превласт, било од каков контекст и да е или природа таа, сосем природно и чесно е истиот да повика да се има посебен третман кон бегалците кои што бегаат од своите домови токму поради војните. И светот не може селективно да ги гледа овие изјави. Кога имате еден човек што повикува да престанат војните, сосем природно е да се грижи и за оние кои што настрадале поради тоа што никој не ги прифаќа неговите апели. Папата пренесува верски и пренесува световни пораки. Верските се за постот, за исповетта, за животот на човекот во црквата. Световните има обврска да ги направи како челник на една држава, како што е Ватикан. И тој често завзема и, да речам, политички ставови по одредени важни прашања. Прв човек сепак на Ватикан. Ние не мора да се сложиме и како држави, како народ. Дури моето лично мислење може би е различно од тие ставови. Се едно. Едно е вистина, дека неговиот авторитет, морален, етички и авторитет, овие значајни прашања што се реалност дека се случуваат. Ние имаме бегалска криза, имаме хуманитарна криза, ние имаме војни, имаме глобално затоплување, имаме несоодветна грижа за животната средина, се еден дел од прашањата кои што тој на годишно ниво во многу наврати ги отвара. И светот после тоа разговара за нив. И се наметнува како еден општествен глас на разумот, би рекол, и тоа е за секоја почит. И не треба нашите граѓани да ги отфрлаат овие пораки, туку треба да размислуваат за нив. Јас би рекол дека тоа сепак една помала група која што не е веројатно не ја разбира таа порака за солидарност и емпатија пред се. Па видете, јас лично како човек не ги гледам луѓето низ бројки и дури еден да споделува такво размислување, сметам дека исто така треба посветено да му се одговори пред очот овие работи. И како што кажав, сепак и папата е човек, има право на размислување, а ние како луѓе кои што ќе го почитуваме неговото мислење, имаме право и на издвоено и различно мислење за се. Да. Даријан, ти благодариме за овој разговор, меѓутоа морам пред самиот крај со оглед на тоа што го следев проблемот со ИВЗ, ова е настрана сосема од темата која што ја работиме денеска со папата. Присуствував на пресконференцијата на Реисот Сулеман Реджепи, во неговата изјава го повика вашето име и името на вашиот заменик, рече дека
не ве признава. Иако толку беше изјавата кратка што никогаш повеќе не добивме образложение, меѓутоа заострени ли се односите, добри ли се односите, што е со таа изјава на Реисот Сулейман Реджепи? Видете, тоа беше еден настан кој што се случи. Немил би го квалификувал како немил. Едно е сигурно, ние тогаш излеговме со соопштение писмено и јас и сега ништо повеќе од тоа не би сакал да кажам. Сметам дека тоа беше еден непримерен чекор. Сметам дека поглаварот на ИВАЗа сгреши и како човек има право да сгреши. Јас кажав дека се работи за невистина и во тоа светло апелирам судот, јавното обвинителство, да превземат истрага и да видат како судот дозволил, доколку се работи за фалсификувани документи, да го потврди тоа и како се спроведени истите. Некој мора да стои за тоа. Јас се надевам на таа истрага да биде безпрекорно спроведена од институциите и да покаже дека ние сме биле неправедно обвинети и се надевам на идна соработка со Реисот Реджепи, а и општо со ИВАЗа. Секоја генерација на носители на јавни функции и секоја генерација на водачи во верските заедници имаат една многу значајна должност према граѓаните, со смиреност да постапуваат, да не избрзуваат со квалификации и со обвинувања и да дадат втора шанса. Јас сум свесен и за минатиот труд и значајните чекори придонеси за нашата мултирелигиска држава и на Реисот, а особено на ИВАЗа, и затоа се надевам на разоружување и сметам дека фактичката состојба која ќе обелоденат институциите ќе доведе до тоа. Даријан Сотировски, уште еднаш ви благодариме за одвоеното време. Да, почитувани, јас и колегата Владко Чалски го заокружуваме овој последен блок од нашето дружење во отвореното студио 1. Слушнавме и од првиот човек на Комисијата за верски односи меѓу заедниците Македонија, подготвена утре да го пречека папата Франциск. Останете во добро расположение.